На самиот почеток ви посакувам среќна нова 2023 година со наискрени желби за успех, здравје и голема надеж да биде подобра од претходната. 2022 беше година на консолидација. Патот кон иднината на автомобилската индустрија цврсто е трасиран со Евро 7 нормите за емисиите на штетни издувни гасови и забраната за продажба на возилата со мотори со внатрешно согорување од 2035 година. Во денешното издание ќе ви прикажеме што не очекува во автомобилската 2023. Воопшто не е изненадување што еден од најочекуваните нови модели воопшто не е електричен. Станува збор за носителот на титулата Best Buy Car of Europe, Renault Austral, која му ја додели најсеопфатното европско жири AutoBest. Неговото појавување е во согласност со најавената ренолуција како замена за успешниот Каджар. Иако цврсто определени за електрификација на гамата, французите моментално ја гледаат својата иднина во хибридизираните бензински мотори со кои ќе се нуди. Купувачите ќе ги освојува и со атлетскиот, софистициран и елегантен дизајн. Неговата заоблена силуета стилски се софаѓа со силните геометриски линии и структурни детали со кои се истакнува дека е вистинска ризница на нови технологии. За разлика од него, Peugeot 408 ќе добие и целосно електрична верзија, можеби дури и во годинава што следи. Дотогаш овој елегантен автомобил, кој е складна мешавина меѓу купе и кросовер, ќе се нуди со два бензински и два плагин хибридни погони превземени од помалиот 308. За да се задржи цената во разумни мерки, од него доаѓа и поголем дел од механиката. 408 сепак најавува повеќе отколку што се чини. Не само што е прв ваков модел на Peugeot, барем во современата ера, туку е подготвен да украде многу симпатии на љубителите на марката. Со својот фастбек профил и високо подигнат заден дел, без преседан ги крши сите правила на игра и дефинитивно ќе го привлече вниманието на купувачите, предизвикувајќи ги нивните емоции. Факт е дека 408 ќе смени некои правила во пазарната игра не само кога француските автомобили се во прашање. Со слични амбиции настапува и електричниот 308, кој заедно со незината германска братучетка Opel Astra во летово ќе цели барем на 20% од купувачите. Во своите квалитети ќе ги убедува со погонската група од 156 конски сили и нов пакет 400 волтни батерии ќе му обезбедат автономија од околу 400 км. Сместени се во подот и воопшто не го нарушуваат товарниот простор како на хеджбекот, така и на караванот, кој исто така ќе се нуди во електрична верзија. Ќе може да се полнат со струја од 100 киловати, што според инженерите значи дека за една минута ќе се обезбеди поминување на 11 километри. Трансформациите се дел од тактиката за опстанокот на пазарот. Затоа и после повеќе од деценија производство, Fiat Panda ќе започне да му го отстапува своето место на нов модел. Се очекува тој да ги превземе стилските елементи на концептот Centoventi, кој го видовме уште во 2019-та, а механиката од Jeep Avenger, за кој се верува дека ќе стане најпродаван модел на марката во Европа. Затоа ќе се погрижи атрактивниот изглед, кој иако е фамилиарен, сепак му дава собствен карактер. Согласно педигрето на марката, теренскиот имидж е задржан и каросеријата е обработена со заштитни пластики, светлосните групи вовлечени за да бидат помалку изложени на оштетувања, а клиренсот е подигнат на 200 мм. Мултиенергетската платформа ќе го направи привлечен избор за широк круг купувачи, а ќе се произведува во Полска.
Светот на возилата се менува со забрзано темпо. Сите производители се трудат да бидат повеќе зелени и ги конвертираат дури и своите иконски модели на струја. Еден од нив е Passat, чиј електричен наследник е започне да се продава најпрво во Кина, потоа и во Европа и Америка. Најавен е со концептот ID Aero, кој изгледа прилично добро, иако премногу е сличен на останатата ID гама на Volkswagen. Сепак демонстрира известна надменост која е потребна да го наследи деценискиот владател на класата. Користена е механика на MEB платформата, растегната на скоро 5 метри, заради што во поглед на батериите и електромоторите не треба да очекуваме нешто драстично ново. Испраќајќи успешната ланска година, Ауди го замени својот прв електричен модел. Неговиот наследник, според новата номенклатура, се вика Q8 e-tron. Се работи всушност за редизајн кој добро му легна, заради што со право се поставува на врвот на електричната понуда на марката, која сега брои вкупно 8 модели. Со користењето токму на оваа ознака, Ауди праќа јасна порака дека Q8 e-tron е врвен производ во конкуренција на се побројната понуда од европските и далеку источните вакви модели. Како и досега, ќе доаѓа во две каросериски варијанти – стандардна кросоверска и поспортска спортбек изведба. Заради новиот изглед на предниот и задниот дел, тие веќе на прв поглед може да се диференцираат од досегашниот e-tron. Може да се изберат 3 изведби на електричниот погон на сите тркала со по 2 или 3 електромотори со максимални меѓу 340 и 503 коњски сили и автономија помеѓу 490 и 600 километри. Мислите на ново возило? Одберете возило, Шпаркасе лизинг купува за вас. Вие бирате година, модел, боја, месечна лизинг рата. Ние реализираме Шпаркасе лизинг. Шпаркасе лизинг ги финансира сите видови на патнички возила. Метрополис, број 1 радиомрежа. Tu me fais tourner la tête. Je ferai le tour du monde. Ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde. Mon manège à moi. Уживајте во возењето. Новиот Peugeot 308. Уникатни сензации. Европските производители сега за сега добро се држат на глобалниот пазар, иако нивната позиција ја загрозуваат се поагресивните азиски марки. Во последните неколку години голем напредок во електричните погани покажаа корејците, додека нивните соседи, кинезите, имаат амбиција да станат број 1 во светот. Успехот на концептот во голема мерка помогна Kia да ја редефинира својата кросовер понуда. На помош за тоа ќе биде искористена ново развиената семејна електрична платформа на која ќе биде поставен идниот адут во овој сегмент со ознака EV9. Концептот, кој го видовме пред повеќе од една година, просто зрачи со својот футуристички изглед за кој корејците ветија дека нема многу да го променат кај серискиот модел.
Тие покрај просторноста и високите технологии сака да стават апостроф на функционалноста. Ке има 3 реда седишта кои ќе можат да се распоредат на различни начини и ќе биде најголемиот модел на Kia кој ќе се продава во Европа. Во план е да биде понуден летово во неколку варијанти со автономија од 540 км и способност за само 6 минути на брз полноќ да ги освежи батериите за следните 100 км. Истата платформа е искористена и кај Hyundai Ioniq 6, кој е еден од енергетски најефикасните автомобили. Корејската компанија вели дека оваа елегантна купе лимузина има автономија од 614 км во зависност од верзијата. Потрошувачката му е декларирана на 13,9 кВт на 100 км, за што е заслужна и аеродинамиката со коефициент на отпор на воздухот од 0,21, што е една од најниските вредности кај сериските автомобили. Hyundai Ioniq 6 ќе биде достапен во различни конфигурации со 2 пакета батерии и 1 или 2 електромотори. Од Кореја треба да пристигне и новиот кросовер на SsangYong наречен Торес, кој компанијата и покрај сите проблеми успеа да го развија според планираното. Тој во палетата на производителот ќе зазеде место меѓу Корандо и Рекстон, а на домашниот пазар веќе се продава за доста пристапни 20.000 евра. Заради масовните браници, релјефната хауба и чудно скроената маска, изгледот му е провокативно брутален. Во Европа ќе пристигне само неговата електрична верзија, за која батериите ќе пристигнат од билдиот Dream, кој што туку го започна освојувањето на стариот континент. Овој колос на кинеската автомобилска индустрија своите надежи ги полага во 3 модели, 2 кросовери и 1 лимузина. Во билдиот Dream силно нагласуваат дека возилата се развиени имајќи ги в предвид европските купувачи, на кои, за да се искорени било каква недоверба, им се нуди 8-годишна гаранција за батериите. Понудата ја предводи компактниот Atto 3, кој се одликува со Dragonface дизајнерскиот јазик. Има 204 конски сили и батерии кои ќе му овозможат поминување на 420 км. Неговиот постари поголем брат Танг има 7 седишта, по еден електромотор за секоја оска со вкупно 516 коњи и автономија од 400 км. И елегантната лимузина Han го има истиот погонски систем, но со едно полнење може да помине 520 км. За европската иднина мечта е и Xpeng, кој своите верзии за успешен настап ги полага во кросоверот G3 и спортската лимузина P7. За нив кинезите велат дека со едно полнење на батериите може да поминат и до 500 км, а како адут им ги наведуваат и автономните способности. И разумната цена со оглед на технологиите што ги имаат, проследена со добриот изглед, се атрибути што делуваат ветувачки дека и за нив може да се најде парче од европското пазарно колаче. Истите амбиции ги има и NIO, кој го подготвува за лансирање новиот кросовер ES7, кој заради Audi во Европа ќе има ознаката EL7. Поголемина е некаде меѓу Tesla Model X и Model Y, а најмокниот досега во понудата. Има воздушно ослонување и прилагодливи амортизери, а бројната електроника вклучува и лидар за функционирање на автономните системи. Двата електромотора со 653 коњи му обезбедуваат перформанси кои оставаат без див, а трите пакета батерии автономија меѓу 485 и 850 км. Бидејќи кинеските имиња тешко и мачно се пробиваат на европскиот пазар, дел од тамошните производители ги пласираат своите возила под звучни имиња како што се Lotus и Polestar. Британското електрично првенче ќе доаѓа од жариштето на пандемијата Вухан, но тоа нема да му биде пречка. Лекот се 905 коњски сили,
отколку ќе развива најмоќната верзија која ќе забрзува до 100 км на час за само 2,99 секунди и ќе може да стигне до максимални 265 км на час. Електричниот кросовер ќе се нуди уште и со 603 конски сили. Со него се најавува трансформацијата на компанијата од производител на спортски автомобили во глобална марка со пошироко портфолио. Заснован на темелните начела и гените на Lotus, овој прв нивни кросовер ќе го расчистува патот до следната генерација нови модели. Polestar пак веќе е подготвен за лансирање на третиот свој модел, кој е посебно важен за нив од две причини. Првата дека е кросовер и тоа со купе силуета, а втората дека за разлика од своите претходници воопшто не личи на адутите од поставата на Volvo. Дизајнерски промовира нов корпоративен идентитет кој настана на основа на концептот Пресепт од пред 2 години. Зарамнетиот преден дел на каросеријата и покривот што се спушта му донесоа добра аеродинамичност, што е од значење за постигнување автономија од повеќе од солидни 610 км. За неа сепак најзаслужни се батериите со капацитет од 107 кWh со работен напон од 400 волти, кои напојуваат два електромотора со вкупна моќ од 490 конски сили. Неговата платформа, развиена од Geely, ќе се среќава и кај EX90, со кој Volvo ја започнува својата вистинска транзиција во електрична марка. Тој ќе ја предводи компанијата во новата ера со истакнатите безбедносни карактеристики, бидејќи швеѓаните ветија дека целта им е никој да не загине во нивните возила. На тоа многу се работеше, па теренецот со 7 седишта стана и компјутерна тркала исполнет со системи што прават невидлив штит околу возилото. Ширењето на електричните возила како шумски пожар предизвика и некои нетрадиционални автомобилски земји, како што се Тајван и Турција, да истапат на оваа за нив непозната сцена. Електронскиот гигант Foxtron, кој го знаеме како производител на iPhone, тоа го прави доста агресивно. Нивната автомобилска филијала, основана пред 2 години како партнер, го има кинескиот Yulon Motor. Заеднички развиената гама го носи и потписот на Pininfarina и полека, но сигурно се пополнува. Прв ќе биде кросоверот наречен Model C. Стилски обликуван, тој има должина од 4,6 метри, 7 седишта и 2 електромотора од 460 конски сили. Интересен ќе биде и хеджбекот Model B, кој ќе игра во истата лига како и Volkswagen ID3, а ќе привлекува внимание и пикапот со ознака Model V. Според амбициозниот план на компанијата, возилата ќе се произведуваат и во Тајланд и во Соединетите Американски држави, а се преговара и со Индија и Индонезија. Големи планови имаат и турците. Конзорциумот ТОГ, составен од 5 моќни компании и дебело поддржан од државата, веќе покажа колку е сериозен во своите намери за лансирање на национална марка возила. Првиот модел кој е подготвен за пазарно лансирање е кросоверот од C сегментот, дизајниран од Pininfarina. На располагање ќе биде со 1 или 2 електромотори од по 200 конски сили, а ќе се опремува со батерии интегрирани во платформата кои ќе му овозможат автономија до 500 км. Ќе постигнува 220 км на час, а до првите 100 во посилната верзија ќе забрзува за 4,8 секунди. Производството е организирано во сосема нова фабрика во близината на Бурса, во комплекс кој се распостила на 400 хектари земјиште во собственост на армијата. Турската компанија има планови до крајот на деценијата да располага со гама од 5 модели и да произведува по 175.000 возила годишно. Во споредба со нив, благодарејќи на Винфаст, Виетнам веќе е во предност. Со големи инвестиции и во најкраток можен рок, компанијата започна со производство на возила за домашниот пазар пред некоја година, за сега да стартува со освојување на Америка и Европа со 5 кросовери кои се растегаат се до луксузниот сегмент. Ги красат италијански дизајн, моќни погонски агрегати и современ минималистички пристап во внатрешноста.
внатрешноста. Сите се електрични и ќе ги привлекуваат купувачите со 10-годишна гаранција, флексибилност во изборот и предизвикувачки цени. Брзиот развој на VinFast го препозна и ауто без жирито, кој го прогласи за звезда во подем. Во автомобилскиот свет, кој секојдневно се менува, докажување им треба и на американците, посебно на марките како Cadillac, кој континуираниот пад на имиджот сега сака да го запре со најскапиот модел во својата историја. Наречен е Celestiq и ќе чини преку $300,000. За таа сума ќе се добие 5,5 метри долга лимузина со фантастичен дизајн и 55-инчен монитор, се простира по целата широчина на внатрешноста. Ќе биде задвижувана од два електромотори со вкупно 600 конски сили кои ќе се распределуваат на сите 4 тркала. Забрзувањето до американските 96 км на час ќе трае 3,8 секунди, а ако се вози пристојно, батериите ќе траат 480 км. Производството ќе биде ограничено на само неколку стотина единици годишно кои рачно ќе се склопуваат. Возилата за работа во кои спаѓаат пикапите и комбињата заземаат значаен удел во пазарниот колач, па сосема нормално е тие да ги следат трендовите. На таа сцена доминира електричниот погон, но моторите со внатрешно согорување остануваат во игра. Пазарните трендови во Америка им наметнаа на тамошните производители фокусот да го стават на електричните пикапи. Така, после Ford и Chevrolet го лансира својот адут кој го користи името на популарниот Silverado. Но тој нема ништо заедничко со верзиите со бензински и дизел мотори, бидејќи е настанат од нула. Поставен е на новоразвиената Ultium модуларна платформа која дебитираше кај големиот Хамер, а исклучиво е наменета за електричен погон. Таа им даде слобода на дизајнерите поефикасно да го распределат просторот и нетипично за американските пикапи има пократок нос кој служи како класичен багажник. Ке се нуди со две кабини во конфигурации за работа и слободно време. Првата со 510, а втората со 664 конски сили. Се споменува и посебна верзија наменета за тешки товари која место стандардните 3,6 ќе биде способна да влече приколка тешка до 9 тони. Chevrolet не пропушти да се пофали и дека првата серија која ќе биде лансирана на средината на годината по цена од $105,000 беше распродадена за само 12 минути. Иако пикапите во Европа не се толку барани како од онаа страна на Атлантикот, Volkswagen со Amarok успеа силно да се наметне на пазарот. Сепак за неговата втора генерација мораше на помош да го повика Ford, кој му ја отстапи механиката на веќе лансираниот Ranger. Така новиот Amarok ќе се произведува заедно со него во Јужна Африка, од каде ќе стигнува со двојна кабина со 4 врати. За основната верзија е наменет 2-литарски дизел кој преку стандардниот 6-степен автоматски менувач своите 150 конски сили ќе ги пренесува на сите тркала. Истиот мотор ќе биде достапен и со 170 и 205 конски сили со опционална 10-степена трансмисија, додека на врвот на понудата ќе се најде 3-литарскиот V6 со 240 коњи. Во зависност од верзијата, носивоста му е зголемена на 1,2 тони, а може да повлече приколка од 3,5 тони. Во план е и електрична верзија која може да се очекува до 2025 година. За возврат, Volkswagen на Ford му го понуди своето електрично искуство. Меѓу првите кои го понесоа еколошкиот предзнак е и најпродаваното европско доставно возило Transit Custom. Неговото електрично издание во целост го смени својот карактер бидејќи се работи за сосема нов модел кој ќе ја користи MEB платформата на Volkswagen, што значи дека ќе има слични, ако не и идентични димензии како и ID Buzz. Производството ќе се одвива во Турција, а ќе има автономија од 380 км и можност за брзо полнење на мокни
насочни полначи. Купувачите ќе имаат придобивки и од софтверската Ford Pro платформа со решение за полнење, сервисирање и финансирање со цел за намалување на оперативните трошоци. Иако пионери во електрификацијата, јапонците се уште каскаат за другите. Во иднина и тоа ќе се смени, но засега тие се држат до провереното и докажаното. Таквата филозофија ја применува Toyota, а ја следат сите марки од земјата на изгреј сонцето. Петата генерација на Toyota Prius, освен дизајнот, не донесува ништо револуционерно ново. Првиот хибриден автомобил во светот сега изгледа доста помодерно и шокантно кул. Својата улога на мразокршач и трасер на патот за сите останати ќе продолжи како и досега да ја игра маестрално со помош на новата платформа и хибридните мотори. Значаен чекор напред е што во Европа ќе доаѓа само со плагин погонска група со 223 конски сили и електрична автономија од 69 км. Практичен додаток е и соларниот систем за полнење кој може да собере струја за поминување до 8 км дневно. Имиджот на зелена марка Toyota ќе го штити и со втората генерација на CHR, најавена во концепт со еднакво чуден дизајн како и сегашниот модел. И сега иновативниот и провокативен изглед е дело на Европскиот центар за развој на Toyota во Јужна Франција. Дизајнот кој треба да предизвика има инспирација од животинскиот свет и се одликува со испреплетени форми и карактеристичен светлосен потпис. Комбинира навидум контрадикторни детали, како што се остро нацртани линии и течни транзиции, и на идниот CHR му дава продорен изглед на ајкула. За меканиката засега се знае само дека покрај хибридната варијанта палетата на погонски единици ќе вклучува и плагин верзија, чии батерии ќе се произведуваат во Европа. И Honda во предизвиците што ги носи секој нов ден ќе влезе со испробани формови, до душа малку похрабро. Прв од најавените новитети ќе биде сосема новиот кросовер ZR-V. Ќе доаѓа од Америка, каде ја носи ознаката HR-V, но нема да има ништо заедничко со моделот кој нам така ни е познат. Малку поголем од него ќе ја пополни гамата на јапонскиот производител со веројатно истиот хибриден склоп како и CR-V, кој исто така го очекуваме годинава. Технолошки напреден бензинскиот мотор кај него при мали и средни брзини не ги движи тркалата, туку само испорачува струја за погонскиот електромотор. Новост кај шестата генерација на овој популарен кросовер на Honda е што ќе има и плагин верзија за која деталите се уште не се знаат. Традиционално робустната надворешност софистицирано е облагородена со новото лице на возилата на јапонската марка, а димензиите пораснаа повеќе отколку што е вообичаено за смена на генерациите. Значаен ќе биде и третиот новитет кој ќе биде целосно електричен. Кросоверот со ознака ENY1 веќе е промовиран во Кина и ќе се најде во центарот на идната гама на марката. Поставен на новата електрична архитектура која е максимално унифицирана со бензинските верзии, ќе настапува во B-сегментот. Електромоторот е сместен напред, а ќе бидат на располагање две верзии со 182 и 204 конски сили и пакет батерии со капацитет од 420, односно 510 км. Интериерот е сосема различен од она на што сме навикнати кај Honda, со акцент на вертикално поставениот централен таблет. Преиспитувајќи својата одлука за напуштање на европскиот пазар, Mitsubishi за годинава што следи најави враќање на стариот пат. Сепак мислењата за тоа се поделени. Купувачите главно се рамнодушни, а фановите на марката бесни затоа што новата гама ќе биде составена од клонови на модели на Renault. Засега е познат само ASX, кој освен амблемот во се друго е идентичен со Captur. Од Mitsubishi велат дека немало потреба за повеќе разлики бидејќи францускиот кросовер е докажан модел. Додаваат,
и дека изборот не е случаен, што го оправдуваат со електрифицирана понуда во која има плагин хибридна изведба. Иако во спротивност со кажаното, сепак логичен пазарен чекор беше тој да се понуди и со обичниот еднолитарски мотор со 91 конска сила. За вториот модел на Mitsubishi, кој ќе биде ребрендиран Clio, засега нема информации. Луксузните марки доживуваат ренесанса. Побарувачката за нив ги пробива сите очекувања, дури и на производителите кои останаа помалку изненадени од лавината купувачи. Првите примероци на Rolls-Royce Spectre и Ferrari Puro Sangue треба да бидат испорачани годинава, но нивните планирани нарачки веќе ги надминаа производствените капацитети и чекањето за испорака е подолго од 2 години. Некои модели се заминуваат од сцената, некои се враќаат, а некои допрва ја започнуваат неизвестната кариера на пазарот кој живот значи. Поредно за производителите електричните возила беа интересна алтернатива, но денеска тоа е задолжително. Тоа важи и за марки како Rolls-Royce, кој го подготви својот прв таков модел. Наречено Spectre, ова луксузно купе ќе се вдоми во джет-сет светот со лесно препознатлив изглед. Во внатрешноста, како што се очекува од Rolls-Royce, брзо ќе се почувствува атмосферата на луксуз. Архитектурата на која е поставен е алуминиумска, подготвена само за електричен погонски систем. Батериите тешки 700 кг се интегрирани во структурата под подот, со што се зголемува торзионата крутост и подобрува звучната изолација на кабината. Максималните 585 конски сили се доволни овој 3 тона тежок автомобил да забрза до 100 км на час за 4,5 секунди, додека автономијата се очекува да изнесува 520 км. Во светот на четирите тркала се случуваат контроверзни работи. Од секаде пристигнуваат големи планови за електричната иднина, но реалноста покажува поинаква слика. Увидувајќи ги предностите во производството, но и брзиот развој на батериите, кон струјата се приклучуваат и имиња кои се колнеа во бензинот. Сепак се уште се појавуваат модели што го слават моторот со внатрешно согорување. Таков е и првиот Ферари со 4 врати, кросоверот наречен Puro Sangue, што во превод значи чиста крв. За да биде таков, се грижи 6,5 литарски V12 мотор кој без турбо или хибридна поддршка на сите 4 тркала им спорачува 725 конски сили. Отворајќи нов пазарен сегмент за марката од Маранело, тој ги негува незините гени со изразито необични форми и детали. Задниот дел е краток и динамичен, лаковите на тркалата се јасно одвоени од останатиот дел од каросеријата, а многуте аеродинамични карактеристики на каросеријата се впечатливи. Вратите електрично се манипулираат, а задните се отвараат спротивно од предните. Мноштвото напредни технологии кои ја искачуваат цената на нешто помалку од 400.000 евра го направија достапен само на одбрани купувачи. Нив сепак ги има толку, што заради поголемиот интерес и листата на чекање за испорака долга 2 години, раководството на Ферари мораше да запре со примање на нарачки за него. Погледот на автомобилската сцена во годинава што е пред нас покажува интересен колаж од целата планета зачинет со многу електрика. Индустријата се размрда, се појавуваат нови модели што имаат еколошки предзнак и скоро сите на некој начин се електрифицирани. Но сепак во судир на концепти и практични решенија победуваат оние што подобро поминуваат на пазарот. Се покажува дека традиционалистите не сакаат да се откажат од вистинските возачки вредности и ако новитетите се исполнети со изведби што се весници на иднината, не се сите подготвени да го кренат белото знаме пред батериите и напонот. Ова ќе биде уште една интересна година. За среќа. Се гледаме следната сабота.